Food Merlin.
Ластарчиња и лозарчиња, мои верни другарчиња, еве, ние ластарчињата и лозарчињата дојдовме во новата болница во Кавадарци, каде што ќе видиме зошто и каде се дава крв за да му се помогне на луѓето што се болни и што доживеале сообраќајна несреќа или било каква друга несреќа. Сега ќе отидеме кај докторите, а сега да ги слушнеме и песничките нашите ластарчиња што ги спремаа. Капка крв е света, за сите што имаат мака. Затоа да ја дарува секој што е здрав и што сака. Една капка крв е вредна богатство цело. Може да спаси живот и невино срце врело. Една капка крв, конена сол за детска кога се радуваме. Затоа да не ја пуштаме да ја даруваме. Крводарителството е хумана акција, ака и човекот има позитивна реакција. Едно шише крв може да го направи човекот да биде во својата работа прв. Дарувај крв, биди хуман, мило детенце, треба да знаеш, капка крв живот значи. Подај некому на кој многу му значи. Кога најсоб зрак и последна надеж во очите на болен ги видиш. Со желба да помогнеш на секој треба, подари капка крв за живот да спасиш. На нивните лица, на смевката повторно да ја вратиш. Да ја сакаме солзи и тажни лица. Дарувајте од црвената течност што живот значи. Драгоцена течност живот што значи. Од секој сахрци и душа сахраци. Дарувајте крв, дарувајте живот. Подајте рака, бидете хумани и секој ќе ве сака. Капка по капка црвена крв, крводарител да бидам прв. Тоа е гордост, тоа е чест, хуман човечки гест. Од тие капки се шари шар, тие на света се најскаптар. Крвта е црвна течност, таа постои во сите нас. Крвта е драгоцена, многу животи спасува. Кире мал крв дал. Детето мало црвена крв дало. Родители мили, собрале сили, радосни тие беа, дворот течел од смеа. Една капка крв животот му го спаси. Со братчето свое, за раче да се фати. Дари крв спаси живот. Пред годината в пресред, што ни ита? Со љубов во честитки, со љубов во китом. Што ми спасивте една мајка, денот детски, пак да биде бајка. Што еден татко пак дома се врати со насмевка лице што му се злати. Што една сестра не остана без брат. Даруваме добрина во секој град. Ластарчиња и лозарчиња, мои верни другарчиња, сега сите заедно ќе испееме една песничка за сите добри луѓе што даруваат крв и ќе ги поздравиме. Може ли? Да! Ајде! Штом си среќен, плесни ти со рачиња. Штом си среќен, плесни ти со рачиња. Штом си среќен и штом среќата ја делиш ти со друг. Штом си среќен, плесни ти со рачиња. Штом си среќен, тропни ти со ножиња. Штом си среќен, тропни ти со ножиња. Штом си среќен и штом среќата ја делиш ти со друг. Штом си среќен, тропни ти со ножиња. Штом си среќен, кликни ти со прстиња. Штом си среќен, кликни ти со прстиња. Штом си среќен и штом среќата ја делиш ти со друг. Штом си среќен, кликни ти со прстиња. Штом си среќен, викни ти ура, ура! Штом си среќен, викни ти ура, ура! Штом си среќен и штом среќата ја делиш ти со друг. Штом си среќен, викни ти ура, ура! Мерлин.
елозарчиња и лозарчиња, мои верни другарчиња. Ајде сега да прашаме каде ние дојдовме. Во болница! А каде поточно ќе ни каже докторот? Значи, денеска деца сте во оделението за трансфузиологија. А докторе, сакам да прашам, што е тоа трансфузиологија? Трансфузиологија е оддел кај што земаме крв од луѓето и таа истата крв ја даваме на болните и повредените. Кои луѓе доаѓаат тука, возрастните или децата? Овде доаѓаат возрастните луѓе кои што имаат 18 години, дури до 65 години. На децата не им земаме крв за дарување. А крвта што ја зимате, на секој луѓе ли одговараат? Луѓето кои даруваат крв, овде, таа крв не ја даваме на сите. Предходно треба да се испита крвта на крвни групи, на РХ фактори и така на оние кои што имаат акрвна група, од дарителите им се дава на болните со акрвна група и така на. Што е потребно се зима крв да се направи? Пред да даруваат крв, дарителите обавезно ги прегледуваме. Им мериме крвен притисок, го слушаме нивното срце, ги прашуваме за нивната здравствена состојба, им земаме крв од прстот и проверуваме дали нивната крв е одговара за дарување на крв. Докторе, сакаме да прашаме, крвта спасува ли многу животи? Крвта спасува многу животи. Крвта може да се добие само од дарителите. Таа не може да се добие од никоја лабораторија. Затоа е потребно да даруваат сите крв. Кој ви помага во земањето крв? Во земањето на крв ни помага Црвениот крст овде во Каладарци, а и нашиот персонал кој што е овде присутен. Каде се чува крвта? Крвта ја чуваме во фрижидери на одредена температура од 2 до 8 степени и може да стои крвта 36 дена. За тие 36 дена мора да ја дадеме крв. А пред да се стави таму, како знаеме дека е исправна? Значи крвта што ја земеме од дарителите, обавезно ја испитуваме на заразни болести кои што може да се пренесат преку крвта, испитуваме на крвни групи, на подгрупи, на РХ фактори. Така испитана крв ја чуваме во фрижидерите, им ставаме на лепници, че видите, после ја издаваме на болните кои што имат потреба во нашата болница. Крводарителите на колку време даваат крв? Крводарителите даруваат крв на секои 3 месеци, машките, а женските на 4 месеци. Се разбира ако се во добра здравствена состојба. Докторе, ние ластарчињата и лозарчињата од Тодеха Читефот ви направивме една слика која што сакаме да ви ја подариме. Ајде да подариме. Деца, ви благодарам многу на убавата слика. Ова ќе биде успомен од нашата средба и ќе биде стално во нашата служба овде за качење на зид. Ви благодарам. Деца, а дали знаеме кој беше најголемиот хуманист во Македонија? Кој? Кој Тоше? Сега ние по полека више ќе заминиме да видиме каква се апаратура има тука за проверување на крвта, а мене доктор ќе ме прегледа и после јас ќе дадам крв, така ли? Да! Ајде сега двајца по полека ќе испадиме.
ние ластарчињата и лозарчињата од додека четевот, нацртавме една убава слика, не слика бе, цртеж, како медицинските сестри зимаат крв. Повелете. Благодариме. Еве сега, драги дечиња, мене мора да ме проверат дали сум добар и здрав пред да давам крв.
крвта на болниот и крвта на дарителот. И ја гледаме под микроскоп дали има реакција. Ова е последна проба пред давањето. Merlin.